Последни вести денеска добровечер. Обвинителката Ленче Ристоска поднесе оставка од функцијата. Во опишано соопштение до медиумите наведува дека оставката ја поднела поради одлуката што ја донесе државниот обвинител Ненад Савески за повлекување на нејзините овластувања. Савески пак вели дека за деталите на оставката дознал од медиумите. Повеќе од Сања Трајковска Ставров. Ленче Ристоска си поднесе оставка од функцијата јавен обвинител во ОЈО Скопје. Во писмено соопштение до јавноста вели дека ваквиот потек доаѓа како резултат на долгогодишните притисоци, обструкции и неодамнишните одлуки на Советот на јавни обвинители и државниот јавен обвинител Савески, со кои беа одземени предметите талир, кои се однесуваат на перење пари во ВМРО ДПМН и незаконско финансирање на седиштето на партијата. Сметам дека овие одлуки сериозно ја ослабуваат позицијата на јавното обвинителство и носат конкретни ризици за исходот на предмети кои таргетираат висока корупција и криминал. Овие постапки се во директна спротивност со визијата за која се залагам, а тоа е обвинителство кое работи надвор од политички влијанија, ги штити своите професионалци и го брани јавниот интерес доследно и без селекција. Бидејќи не гледам простор за работа во согласност со тие принципи, денес поднесов оставка. Савески изрази жалење за одлуката на Ристоска, појаснувајќи дека од повикувањата на овластувањата за предметите се од организациона природа и имаат за цел зголемување на ефикасноста на обвинителството. Тврди дека Ристоска за оставката го информирала преку СМС порака, а за причините дознал преку медиумите. Јавното обвинителство останува без јавен обвинител, од кој очекував дека со своето повеќегодишно драгоцено искуство ќе даде придонес кон зајакнување на капацитетите на оваа институција, особено со нејзината позиција како обвинител за врски со Европравда. Одлуката за отповикување на сите овластувања дадени од моите претходници не е персонална и во никој случај не е насочена кон работата на обвинителката Ристоска. Пред неколку дена на брифинг со новинарите Савески кажа дека ќе им ги одземе сите овластувања на обвинителите кои водат предмети што не се од нивните матични обвинителства, а со ова предметите талир за перење пари во ВМРО ДПМН и за незаконско финансирање ќе се дадат на други обвинители. Во изминатиот период обвинителката на поранешното СЈО е во фокусот на јавноста токму поради јавните прозивки помеѓу неа и владеачката ВМРО ДПМН. Ристоска беше кандидат за републички јавен обвинител, но премиерот јавно кажа дека нејзиното име нема да биде дел од владината листа, со што практично однапред ја исклучи од процесот на избор. Продолжува судењето за случајот со самоубиството во Тафталиџе. На денешното рочиште сведочеа братот на Ивана, кој кажа дека сопругот Стојанче и се заканувал, ја контролирал и вршел притисок врз неа. Како и наставничка на Катја, која откри дека детето во училиштето го раскажало насилството во нејзиниот дом. Судењето го следеше Михајло Видимлиски. Стојанче Јовановски повеќе пати и се заканувал на Ивана и се заканувал и дека ќе ја земе ќерката. Вака денеска во судница сведочеше Александар Стојановски, брат на Ивана, која почина по пат од балкон со нејзината малолетна ќерка. Тој раскажа дека по смртта на нивниот татко ја прекинале оставинската постапка поради ризик делот што требало да го наследи Ивана, да и го земе сопругот. По случката кај Штипкаде Стојанче ги оставил на автопат Ивана и Катја. Таа се вратила во домот на родителите каде за прв пат на семејството му се доверила дека има сериозен проблем. А кога пак се вратила во станот со Стојанче, нејзиниот брат е уверен дека тоа го направила поради закани и уцени, но и страв за Катја. Ивана ми кажа дека се сомнева оти Стојанче направил фалсификат на некој документ околу постапката за да го добие делот од станот. Во неколку наврати забележав дека се плаши од него, а откако се врати во нивниот стан ги избриша профилите на социјалните мрежи, а на мене и мајка ми ни кажа дека Стојанче и ги контролира телефоните, па затоа со неа комунициравме физички. Еднаш и ми се довери дека и е страф од Стојанче што може да направи. Ми кажа дека кај него имал пиштол и дека и се заканувал за станот и дека ќе ја земе Катја. Дека во домот се случува семејно насилство, наставничките на малата Катја дознале од нејзината баба која често ја носела на училиште. Нејзината учителка ни солзи раскажуваше за Катја како прваче кое го сакале сите соученици, но и за знаците дека насилството се случувало пред очите на детето. Еден ден девојчињата си игра и забележав дека Катја падна на подот. Ги прашав дали играат некоја игра или прават драматизација на некоја приказна. Катија рече дека татко и кога ја удирал мајка
Таа така паѓа. Веднаш го известив психологот и таа разговараше со Катија. Катија и рекла дека нејзините родители се разведени и дека таа е со мајката. Психологот ја повика на разговор Ивана и ја упатила Ивана каде да се обрати во случај на семејно насилство. Соседка од зграда во Тафталидж сведочеше за викањето, плачењето и удирањето со столици во станот на Ивана и Стојанче. Во 2 наврати и таа повикала полиција, а во еден случај, како што рече инспектор, дрско се однесувал и се заканувал дека ќе добие пријава за лажно пријавување. Следно рочиште е закажано за на 6 април, кога треба да се изведуваат материјални докази на обвинителството. Гувернерот на Народната банка Трајко Славески доби кривична пријава од СДСМ. Сметаат дека постои основано сомнение дека Славески постапил незаконски за двете вице-гувернерки кои 5 месеци по истекот на нивниот мандат работат и одлучуваат во Советот на Народната банка. Дејан Трајковски. Опозицијската СДСМ му поднесе кривична пријава на гувернерот Трајко Славески за, како што посочија, сторено кривично дело несовесно работење во службата. Од партијата велат дека Славески со своето постапување предизвикал штета врз државниот буџет и правниот поредок, а со пробивањето на рокот за избор на нови вице-гувернери директно го загрозил легалното функционирање на Народната банка. Очекуваат обвинителството да постапи. Постојат сериозни индиции дека по истекот на мандатите на лицата им се исплаќале плати за функции кои веќе не смееле да ги вршат. Трето, овие лица продолжиле да носат одлуки во Советот на Народната банка и по истекот на роковите, што ги прави тие одлуки правно спорни и ништовни. Бараме обвинителството да постапи, да ги испита сите наводи, да обезбеди докази и да покрене постапка. Ајде да видиме дали обвинителот ќе постапува по закон или по налог на Мицковски. Од обвинителството, кои на прашање на Канал 5 вчера одговорија дека испитувањата не резултирале со докази дека постои кривично дело кај гувернерот, велат дека по добивањето на кривичната пријава која ја поднесе СДСМ, истата ќе ја распоредат кај обвинител кој ќе треба да ги испита наводите во нејзе. Во однос на тоа дали работата на Славески ќе подлежи на ревизорски проверки, од Државниот завод за ревизија за Канал 5 велат дека имаат опција да постапат под опрен глас, но веќе до година. Отигодишната програма веќе им била усвоена. Доколку наведената состојба не биде надмината и не се произнесат другите надлежни органи, во тој случај наведената состојба би била еден од можните критериуми при селекција на субјектите на ревизија опфатени со годишната програма за работа за 2027 година. Велат од Заводот за ревизија за Канал 5. За случајот со Славески денеска расправаше антикорупцијска кои оцениле дека основ за нивно постапување немало. Оценивме дека нема основ за наше постапување, од причина што евентуалната одговорност на гувернерот за неговото заминување и разрешување е надлежно собранието или ако има елементи за кривично дело, тогаш е надлежно обвинителството. Дотолку што веќе е поднесена кривична пријава против него од страна политичката партија СДСМ. Нема основ за постапување на антикорупцијска. Вели за Канал 5 првиот антикорупционер. Во меѓувреме, и натаму се очекува ставот на председателката Гордана Силјановска-Давкова, која посочи дека анализира дали гувернерот Славески, кој беше нејзин предлог, го прекршил законот, пошто ќе одлучи дали има основа за нов предлог овој пат за негово разрешување. А од кабинетот на председателката Силјановска на прашање на Канал 5 за гувернерот Славески во врска со индициите дека Славески и двете вице-гувернерки направиле повреда на своите службени овластувања, велат дека направиле консултации и ја анализирале релевантната правна рамка. Оттаму додаваат дека согласно Законот за Народна банка, Советот управува со Народната банка и е задолжен за надзор врз нејзиното работење. Во постапката за утврдување одговорност, Советот ја има примарната надлежност. Законодавецот не случајно се определил за вакво законско решение. Причината лежи во превенирањето на можноста од политичко влијание врз гувернерот, Советот и неговите членови. Веруваме дека Советот, како надлежен за надзор на работењето на банката, ќе ги има предвид вашите укажувања и јавно изнесени ставови, велат од кабинетот на председателката.
Сепак останува нејасно зошто Силјановска пред неколку дена на заедничката пресконференција со црногорскиот колега Милатовиќ посочи дека ингеренциите за Славески се во нејзини раце и дополнително од кој член на Законот за Народната банка таа го црпи легитимитетот на Советот за утврдување одговорност на гувернерот. Веќе вие сте нели таа што го дава мандатот, но и го одзема на гувернерот? Не, јас го предлагам, а мандатот го добива врз основа на мнозинството пратеници во парламентот. Точно е дека по законот предлагачот има право да, како што предложил негов избор да предложи негово разрешување. И тоа беше се во вечерниот преглед. Благодарам за вниманието. Пријатно.